Се чини селската слава ги собира сите носталгичари и селени одамна, чии корени се овде, па при доаѓањето имаше многу прегратки солзи радосници и восхит зашто нивното село се уште е тука, убаво, впечаток кој го понеле одејки во потрага по екзистенција ни светот. На централната свеченост, поради традиционалноста организирана од председателот Митко Јанчев и членовите на Советот на месната заедница, и оваа година беше одлично организирано, со богата културно-уметничка програма, во која покрај останатите, присутните ги одушевија малите балеринки од балетската школа, Зигзаг од Неготино и младите играорци, кои во убава селска носија одиграа сплет од македонски ора на сред село на отворено. Сакајќи и вие да ја почестувате празничната славеничка атмосфера, во продолжение проследете ги разговорите што ги реализиравме во текот на посетата на село Мрежичко. Ова е веќе осма година што го организираме Митров ден во село Мрежичко. Јас сум така малку горд на работеви кои што кажуваат дека и покрај временсте прилики и работни денови, славата си има своја тежина и своја посетеност, така да луѓето си ги почитуваат традициите кои што ги имале во минатото. Така да 8 година е поред што организираме и оваа слава како и претходните е така масовно посетена и добро организирана. Жителите од село Мрежичко знаат дека како било живеењето пред Кожученка и после Кожученка и со Кожученка во селото. Една фабрика од таков обем како што имаме ние, мислам дека треба да се заземи да направи нешто повеќе за селото. Ние се стремиме кон таа работа. Имаме некои проекти неразвиени, што сакаме наредната година да ги доработиме во контекст на стратегијата и планот на владата со ретривизација од целов град. Сакаме да направиме нешто кое што многу ќе ни значи и на самите нас како производители, за тоа што во овие рурални средини, ако нема место население и ако нема општо население, е многу тежок обстанок. Како Жученка, уште од 1995 година, кога отпочна производството токму во ова село Мрежичко, од тогаш, значи до денеска, до 2016 година, се движиме и развиваме баш со подлога на село Мрежичко, каде што некогаш било многу скептично самото отпочнување и гледање на работеви и биле многу во помал обем на работење. Сега Кожученка се гледа во производство на безалкохолни пијалаци, сокови негазирани, газирани, тоа е брендот Синалко. Кожученка како минерална вода, изворска како негазирана вода и од пред една година го почнавме со производство на наше македонско пиво, кое што е токму во ова село Мрежичко, погонот за производство на пиво. Нашата цел за работа секогаш била да бидеме транспарентни и да можеме да се вклопиме во едно општество. Меѓутоа, можноста за работа ни пружила да направиме нешто малку поголемо и од тоа. Тоа значи да се шириме на нивото на цела држава, малку и надвор од државата, така да нашиот простор за хуманост и разбирање секогаш е на прво ниво, така да што компанијата постои 20 година, има брз развој и самиот развој и традицијата која што веќе може да кажеме дека е традиција, овозможува да имаме малку поголем дух за тоа разбирање. Јас сум Живко Ѓорѓиев од Неготино, а имам жичка од Мрежичко тука. Потеклото ми имам потекло. Мајка ми е од тука, родом населени после во селото Неготино, во Бистринци, а од Бистринци сега тук сум. Прв пат идам
тука. За организацијата и да барам некоја грешка не може да се најде. Значи се е одлично. Па сум бил на ајле места, нели вака, а кога тук што ма организирано, свакам участ. Имаме еден голем бренд, европски бренд, тоа е Синалко Кожувчанка и уште поголем човек што го води, тоа е господинот Мичко Јанчев. Во голема соработка со него и финансиска помош од него, ние успеавме во селото да тампонираме, да пробиеме некоја улица, да донесеме вода. Значи, у глобала селото е пристојно дотерано, имаме инфраструктура изградено, поддршка имаме од локална самоуправа. Јас сум член на совет, овде сум жител на село Мрежичко. Нормално е да се бориме да го направиме селото да биде што подобро. Целта ни е да повлечеме луѓе што се имат иселено од Мрежичко да на било кој начин инвестираат во Мрежичко, да направат некоја викеница или некое стопанство, да толку големо да биде како Синалко. Верувам дека нема да може, мене ми е мило ако се може, али нешто поскромно помало, да го направиме нашето село да биде развиено село, да биде представително село, да биде пример за другите села. Мислам дека во тоа ќе успееме. Првите работи што требаат за селскиот туризам, инфраструктура, струја, вода, тоа имаме доволно, патишта асфалтирани, Витачево патот, вие одевте, го видовте дека е, ја по моје мислам, и најдобар во Македонија. И сега наред доаѓа уште инвеститорите, имаме најава, доаѓаат некои луѓе бараат плацови, Мрежичко е урбанизирано и селото, и надвор од селото имаме урбанистички план донесено, значи сме веќе на чекор пред почетокот на градба на селскиот туризам.